Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е театарскиот режисер и професор Зоја Бузалковска. Бузалковска, годишната програма на Министерството за култура предизвика лавина реакции во јавноста. Оние кои што не се најдоа на оваа популарна листа ја нарекоа културен геноцид. И вашето име не е на листата. Од тука ве прашувам, дали сметате дека има политика во изборот на наградените автори? Секој од нас би можел да не добие проект. Тоа е сосема легитимна постапка на една комисија која што оценува и проценува што е тоа со кое што се конкурира, каква е репертуарската политика и слично и слично. Меѓутоа, некако се обидувам да се сетам како тоа било низ годиниве понапред и порано ми се случуваше, откако е оваа гарнитура на власт, да речеме, точно од тогаш најјасно, најексплицитно, доста долго време да не ме поканат, особено во Скопје, во театрите во Скопје, но кога ќе ме поканал одреден театар, тогаш моите проекти секогаш поминуваа. Јас не знам на што се должи тоа, сега не сакам да зборувам за себе си, меѓутоа поминува, сега се работи за представа текст кој што нема, да речеме, политичка содржина, кој што е психолошка драма, кој што театарот изрази желба и волја да го работи, да ја работи таа представа со еден актерски тим од самата куќа главно, се што требаше да поднесеме поднесено, така што не гледам причина зошто би бил одбиен таков еден проект. Кога ќе ја видите листата, сега да не звучи неправедно, во однос на тоа кој поминал, кој не поминал, меѓутоа јасно е дека недостасуваат некои имиња кои што обично ги има. Ги гледам во таа годишна програма, во театарската дејност, не некои, туку повеќето, 90% од тие имиња, а кои што ги гледав во изминативе 2 години на протести на улиците, посебно оваа последна година, каде што работите се усложнија и некако јасно беше дека ќе дојдеме до оваа точка до која што и дојдовме. Дел од вашите колеги изјавија дека Министерството тенденциозно ги бойкотира неговите неистомисленици и критичарите на власта и дека тоа е всушност тренд кој што се провлекува неколку години наназад. Го имате ли истиот впечаток? Имам впечаток, да, многу години наназад. Јас пред неколку години конкурирав со еден многу важен проект во издавачка дејност, каде што се работеше за проект поврзан со името на Слободан Унковски и беше одбиен. И тогаш некако немав дилеми дека се работи за него и зашто не е прифатен, зашто немаше никаква друга логика да биде одбиен таков проект кој што една држава треба со радост и со гордост и со чест, да речеме, да го прифати и да го одработи. И се разбира, ние тоа го чувствуваме на различни начини. Го чувствуваме по средствата кои што ќе ни бидат дадени, просторот кој што ќе ни биде даден, времето во кое што можеме или не можеме да аплицираме на некое место, како се одлагаат темите, проектите и слично, каков простор им се дава, колку играат на сцена и слично. А во последниве година две карактеристично станува што некои од нас навистина станаа гласноговорници против, актуелните политики на партијата на власт особено и да речеме направивме и доста експлицитни политички представи, политички активизам, нешто што повеќе припаѓа таму, кој што не беа во ниту една институција, каде што јасно и гласно кажавме некои работи. Така што мислам дека да се работи за тоа, особено што не гледам зошто во една програма така како што ја поднесе Драмскиот театар Скопје, за нив конкурирав, не би бил прифатен, например, тој проект. Но зборувам и за сите, јас го слушав, да речеме, Срđan Јаничиевиќ со текстови на Дејан Дуковски, има сега огромен успех. Јас во тоа време работев својата представа во МНТ, има огромен успех со нивната представа. Обично, еден режисер и еден автор се наградуваат после таков успех, а не се казнуваат, така што јасно е зашто станува збор. Не е воопшто спорно дека политиката ги вмеша своите раце во културата.
Зошто ниту една власт не успеа да постави црвена линија или граница помеѓу нив? Пред некоја година некако, не знам, по себе си имав чувство 2014 година дека работите малку се нормализираа, дека некако не знам, добија простор некои луѓе да работат што го немаа предходно, се појавија некои имиња кои што ги немаше предходно во театрите во Скопје, да речеме, добив и јас простор. Некако имав чувство дека работите станаа понормални, дека политиката ја тргна шепата од, да речеме, театарот. Сега јас можам да зборувам, нели, само и најмногу за театарот. Но ми се чини дека не било никогаш полошо од што денес, од што сега. Значи, во меѓувреме конфликтот се разбира многу се заостри и ова што се случува во последниве неколку месеци, овие прозивки, овие пишувања, набројувања на луѓе кои што не смеат да добијат проект, кои што не смее министерката, екс-министерката, нели, да ги награди со некакви буџетски пари. Тоа сето стана многу страшно и мислам дека она што само може да се случи е нови реваншизми потоа. Од тоа најмногу се плашам всушност. Дали во едни вакви услови за кои што зборувате, во едно општество во кое што системот на вредности е искривен и испревртен, има простор за слободоумните луѓе, за вредните, за храбрите луѓе? Па се тесни простора, знаете. Се повеќе и повеќе луѓе заменуваат одовде, немаат каде да работат, практично немаат каде да се изразат, се обидуваат преку некакви независни куки, некакви форми кои што се нетеатарски условно да се изразат, меѓутоа тоа се разбира малку, не може секогаш да се биде на маргините. На крајот на криштата може би е тоа и целта, сите оние кои што нешто значат и нешто вредат да си заминат одовде. Гледате дека некои од моите колеги веќе многу успешно работат во странство со години. Тоа ништо не менува во однос на нивен евентуален ангажман. Тука тоа е во најмала рака срамно и по мене недоволно интелигентно, просто да не се искористат тие некои луѓе за, се разбира, и потенцијал и веќе проверени имиња кои што докажени имиња кои што веќе палат и жарат со години на некои други театарски сцени. Мислам, просто е фрапантно што тие луѓе со години овде не поставуваат ништо. Тоа е и еден стар македонски синдром. Помнам пред многу години кога бев во Москва и кога работев представа, некако за прв пат почувствував што значи да си во вистинската смисла на зборот важен во една театарска средина во која јас сум една миниатурна честичка која што ништо не значи. Изминативе 2 години бевме сведоци на низа разновидни протести кои што беа своевиден израз на граѓанското незадоволство кон одредени општествени појави и случувања. Дали од денешна дистанца гледано сметате дека овој револт беше сериозно сватен и дека го постигна посакуваниот ефект? Студентите со нивниот студентски пленум, со нивните студентски протести ми ја вратија вербата дека навистина може нешто да се промени, дека стануваме побројни истомислениците и дека да, ако излеземе сите или многумина на улиците, тогаш ќе можеме да испратиме една силна порака. Од тогаш па натаму и сами можете да видите и знаете и бројките самите кажуваат колку се засили тоа граѓанско движење, какви се теми и подтеми се отворија и на крајот на кришта какви се проблеми се начнаа, некои од нив и се разрешија, некои барања се добија, некои барања се уште актуелни и не мислам дека тоа треба да запре и дека е запрено. Мислам дека тлее, буричка, чека на пусија да се види, нели, што ќе се случува понатаму. Не мислам дека треба да мислиме дека ова е нешто кое што помина и се почнува на крајот на криштата. Таа граѓанска свест е нешто драгоценно во однос на детектирањето на аномалиите во владењето на било која наредна власт и нивно, нели, спротивставување на таквите
аномалии. Така што не мислам дека е залудно и не мислам дека на крајот на криштата ова што во моментот се случува, гледам дека има апсолутно директна врска со... Па видете вие дека за прв пат влегоа во парламентот луѓе кои што се граѓански активисти. Јас за прв пат чувствувам дека имам свои директни представници во парламентот, во собранието, кои што ќе говорат и во мое име, во вистинската смисла на зборот. Не приближно, не до некаде, не само во однос на лево или десно, туку докрај и во вистинската смисла ќе говорат во мое име и ќе го застапуваат и моето мислење. Ви благодарам што бевте наш гостин. Благодарам јас. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување.